Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги објави извештај од мониторингот на телевизиите во периодот пред локалните избори 2025. Според наодите, повеќето медиуми се придржувале кон објективно и непристрасно известување, со исклучок на ТВ Алфа и ТВ Алсатем. Алфа покажала наклонетост кон владеачката партија, а негативен тон кон СДС, додека Алсатем имала негативен пристап кон ДУИ. Јавниот сервис и дел од комерцијалните телевизии емитуваа интервјуа и дебати за изборниот процес. Министерот Тошковски реагираше на барањата од СДС за негова оставка, изјавувајќи дека нема намера да се повлече. Наместо тоа, ќе продолжи да решава проблеми и да расчистува со нередот што, како што вели, го оставила поранешната власт. Според него, за СДС, политиката е шоу, а за сегашната влада – одговорност. Најави дека на предстојните локални избори граѓаните ќе покажат кој работел, а кој ширел паника и хистерија. Унијата на медицински сестри предупредува дека во Македонија недостигаат околу 6.000 медицински сестри на сите нивоа на здравствена заштита. Се повеќе искусни кадри ја напуштаат професијата поради лоши услови и заминуваат во странство. Од Унијата бараат во Министерството за здравство да се воведе советничка позиција за медицинските сестри и да се донесе посебен закон што ќе ја уреди нивната професија. Според синдикатот, само во последната година околу 2.000 здравствени работници ја напуштиле земјата. Обвинителството во Скопје покрена истрага против две жени, сопственички на приватни домови за стари лица, осомничени за злоупотреба на службената положба и малтретирање во вршење служба. Тие нелегално сместувале повеќе лица од дозволеното, наплаќале високи суми, а објектите биле во лоши услови, без доволен кадар, храна со изминат рок и несоодветна нега. Дел од штитениците биле физички и психички малтретирани, па установите се затворени, а осомничените се во притвор. Владата одобри финансиска помош за националните паркови Шар планина и Пелистер во вкупен износ од 22,6 милиони денари, 10 милиони за Шар планина и 12,6 милиони за Пелистер. Средствата се наменети за отплата на обврски, набавка на опрема за заштита од пожари и поплави и подобрување на управувањето со парковите. Со оваа поддршка се очекува зајакнување на институциите, развој на екотуризмот и поголема заштита на природното наследство. Во Кичевско средно училиште, 17-годишен ученик со остар предмет нападнал 15-годишен соученик по расправија, нанесувајќи му телесни повреди. Повредениот е хоспитализиран, а напаѓачот е приведен и ќе одговара за насилство. Овој инцидент повторно ја отвора темата за растечкото насилство меѓу младите и потребата училиштата и институциите посериозно да се справат со превенција, психолошка поддршка и контрола на безбедноста во образовните установи. Од 1 јануари во Србија стапува на сила данок на загадување што ќе го плаќаат компаниите кои произведуваат или увезуваат цемент, железо, челик, алуминиум, вештачко ѓубриво и електрична енергија. Овие индустрии се класифицирани како големи загадувачи, а новата давачка има за цел да го намали индустриското загадување и да ја поттикне употребата на почисти технологии. Европската комисија предложи удвојување на царините за увоз на челик од 25 на 50% и преполовување на безцаринските квоти, со цел да ги заштити европските производители од кинеската конкуренција. Мерките треба да ги потврдат земите членки и Европскиот парламент. Подпредседателот Сежурн предупреди дека европската челична индустрија е на работ на колапс и нагласи дека новиот план треба да овозможи инвестирање, декарбонизација и поголема конкурентност, во услови кога Кина произведува повеќе од половина од светскиот челик. Во Еквадор се уапсени 5 лица по наводен обид за атентат врз председателот Даниел Нобоа. Демонстранти фрлале камења кон неговиот автомобил, а на возилото имало оштетувања што личат на куршуми, но Нобоа не е повреден. Инцидентот се случи за време на национален штрајк што го организираше домородната организација КОНАјЕ поради укинувањето на државните субвенции за дизел. Владата го брани потегот како неопходен за заштеда од над $1,000,000, додека протестите веќе 2 недели ја потресуваат земјата со судири, повредени војници и еден загинат демонстрант. Иранскиот функционер Мохамад Реза Бахонар изјави дека земјата тивко го реформира ставот за задолжителниот хиџаб, бидејќи законот веќе не е правно применлив. Ова предизвика жестоки реакции кај тврдокорните пратеници и медиуми, кои го обвинија за отстапување од исламските вредности. Дебатата ја открива длабоката поделба во иранскиот врв меѓу реформатори и конзервативци за тоа дали државата треба да продолжи со принудно спроведување на хиџабот. Циклонот Барбара предизвика сериозни поплави и хаос во Романија, особено во Констанца и Букурешт, каде е прогласен црвен аларм. Поплавени се улици и згради, прекинат е јавниот превоз, а училиштата се затворени. Властите поставуваат брани, испумпуваат вода и подготвуваат евакуации. Очекувани се над 200 литри дожд на квадратен метар, количина што одговара на 3 месеци врнеж.
Граѓаните се повикани на предпазливост и соработка со службите. Во Северна Индија, во државата Химачал Прадеш, најмалку 15 лица загинаа откако силни дождови предизвикаа свлечиште што однесе автобус во Биласпур, околу 100 километри од Шимла. Спасувачките екипи се уште трагаат по преживеани, а 3 деца се спасени и хоспитализирани. Монсунските дождови повторно предизвикуваат поплави и свлечишта низ Индија, што експертите ги поврзуваат со почестите екстремни временски појави во Хималаите. Денес ќе се задржи променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд. Кон крајот на денот врнежите насекаде ќе престанат, ќе дува умерен до засилен северен ветер, информира управата за хидрометеоролошки работи. Од утре времето ќе биде стабилно и суво со слаб до умерен северен ветер. Дневната температура ќе биде во пораст.